Знам дека денес дојде на рутински преглед, но додека си тука, сакаш ли да поразговараме за планирање на семејство? Би сакала да ги чујам твоите размислувања на оваа тема. Секако. На претходниот преглед ми кажа дека имаш партнер. Дали некогаш сте разговарале за можноста да станете родители? Дефинитивно не во моментов. Неодамна тој започна интензивен курс за програмирање, а јас почнав да учам француски и плюс се уште студирам. Сакам најпрво да завршам факултет, а потоа да се запишам и на магистерски студии. Како ти и твојот партнер се заштитувате од непланирана бременост? Дали користите контрацепција? Па, понекогаш користиме кондом. Неодамна разговарав со една другарка на оваа тема и ми кажа дека пие контрацептивни таблети. И веќе подолго време воопшто не ја мачи мислата дали може да остане непланирано бремена по секој сексуален однос. А што би било важно за тебе при изборот на одредена контрацептивна метода? Па, би сакала да бидам сигурна дека ќе имам редовни и уредни менструални циклуси. И секако, би сакала да знам кои се негативните ефекти на таа контрацептивна метода. Во ред, има неколку методи за кои би можеле да поразговараме. Ке го искористам овој постер за да не води низ разговорот. Најгоре се набројани сите методи за превенција на бременост, а ќе ти дадам и брошура која ќе може да ја споделиш со твојот партнер и другарките. Таму ги има сите факти кои се важни и би требало да ги знаеш при донесувањето одлука за употреба на одредена контрацептивна метода. Да почнеме со колоната која ги опишува сите контрацептивни методи и нивниот можен ефект врз менструалниот циклус. Да, звучи одлично. Во првата колона или бакарната спирала може да предизвика пообилни и подолготрени менструални крварења. Додека пак, хормонската спирала може да предизвика појава на нередовни менструални крварења. Таа го намалува време траењето и количината на менструалните крварења. Но повеќето несакани ефекти кои ги предизвикуваат овие две контрацептивни методи вообичаено исчезнуваат за 3 до 6 месеци од нивното аплицирање во внатрешноста на матката. Следен е имплантот. Тој се аплицира подкожно, може да предизвика пообилни и подолготрени менструални крварења, а може и целосно да ги прекине. Имплантите не може да се набават во нашата земја. Контрацептивната хормонска инекција пак ја намалува должината и обилноста на менструалните крварења, а исто така може и да ги прекине. Следните три методи, контрацептивните таблети, вагиналниот прстен и контрацептивната лепенка, вообичаено ги регулираат тешките и неправилни менструални циклуси и ги ублажуваат предменструалните грчеви или предменструалните симптоми, попознат како PMS. Женскиот кондом пак нема да влијае врз ритмот на твојот менструален циклус. Дали имаш некое прашање? Ме интересира нешто повеќе за тоа како се употребуваат контрацептивните таблети, вагиналниот прстен и контрацептивната лепенка. Контрацептивните таблети се пијат секој ден во приближно исто време. Вагиналниот прстен се вметнува во внатрешноста на вагината, а неговата ефикасност е до 1 месец. Потоа ќе треба да го замениш со нов, додека пак контрацептивната лепенка се лепи на кожата на надлактицата, стомакот, задникот или грбот и трае 1 недела. Но за жал последните две контрацептивни методи се уште не се достапни во нашата земја. Дали имаш некое прашање? Да. Ме интересира дали контрацептивните таблети имаат некакви несакани ефекти? Како што кажавме, контрацептивните таблети се пијат секој ден. Тоа се 28 таблети, од кои 21 хормонално активни и 7 плацебо таблети. Земањето на плацебо таблетите ќе резултира со крварење, слично како крварење во менструалниот период. Од несакани ефекти може да почувствуваш главоболки, гадење, чувствителност во градите. Контрацептивните таблети нема да влијаат врз твојата плодност и ќе можеш да останеш бремена веднаш по престанокот на нивната употреба. Она што сакам да го запомниш е дека не те штитат од сексуално преносливи инфекции и затоа секогаш користи кондом. Одлично. Можам ли одма да ги набавам? Да, се разбира. Веднаш ќе ти напишам лекарски рецепт со кој можеш да ги купиш во било која аптека и уште денеска може да ја испиеш твојата прва таблета. Супер. Дали може би имаш уште некое прашање? Не. Ви благодарам многу за овие информации, бидејќи многу ми значеа. За секое прашање или несакан ефект што ќе го почувствуваш во текот на употребата на контрацептивните таблети, побареме. И слободно, сподели ги брошурите на другарките. Ви благодарам многу. Имајте убав ден.